Мисијата на Обединетите нации за помош на Ирак беше основана во 2003 година, како последица на американската воена инвазија и падот на Садам Хусеин, што доведе до долгогодишна домашна нестабилност, тероризам и политичко насилство. Но 20 години подоцна, Ирак им кажа на Обединетите нации дека е време да си заминат со нивната политичка мисија. Представникот на Ирак вели дека земјата е стабилна, тероризмот е контролиран, а Багдад и курдските власти се обидуваат да ги решат нивните разлики. Двете страни работат на одржување на стабилни односи меѓу нив, особено во однос на буџетот и платите на вработените во Курдистан, платите на Пешмерга и безбедносните сили. Работиме и на унапредување на политичката соработка преку фокусирање на принципите на партнерство, комплементарност и рамнотежа пропишани со Уставот. На 8 мај, Багдад побара од Обединетите нации да ги завршат своите активности во јуни и да ја пренесат својата работа на ирачките институции до крајот на следната година. Во Ирак, не сите се согласуваат дека мисијата на Обединетите нации треба да замине. Корупција, фракционерство, неказнивост, несоодветно мешање и вооружени актери кои работат надвор од државната контрола. Додека владата се справува со овие неволји, тие се уште представуваат големи пречки што треба да се надминат. Истото важи и за чувствата на маргинализација и исклученост, кои се шират во и меѓу одредени компоненти. Ако не се решат, тие ризикуваат да го разгорат пламенот на тензиите внатре меѓу заедниците. Шефицата на мисијата на Обединетите нации, која го завршува својот 5-годишен мандат овој месец, се согласува дека се уште има сериозни предизвици што треба да се надминат, но од Багдад рече дека Ирак е земја во подем. Многу од одредбите на мандатот не се исполнети. Се разбира, тоа не е се во мисијата на Обединетите нации за помош за Ирак. Но ако погледнете некои од пишироките прашања со кои мисијата за помош на Обединетите нации за Ирак се обиде да се справи со цел да помогне во Ирак, вклучително и спорните територии, уставна ревизија, решавање на споровите меѓу Багдад и Ирбил, сите тие остануваат нерешени. 5 дена по формирањето на мисијата за помош на Обединетите нации за Ирак во август 2003 година, бомбаш самоубиец активираше камион полн со експлозиви пред седиштето на Обединетите нации во Багдад, убивајќи 22 вработени и ранувајќи повеќе од 100 други. Но Обединетите нации останаа во Ирак, иако се уште не постигнаа се што зацртаа. Мандатот на мисијата за помош на Обединетите нации на Ирак истекува на крајот на мај, а Советот за безбедност во наредните денови ќе одлучи како да одговори на барањето за повлекување од Ирак.